Добре дојдовте во урбаните вести. Булеварот Христијан Тодоровски Карпош ке се гради до Скопската обиколница. Со оваа вест ги започнуваме вестите, а и што друго ќе гледате во нив. Се реконструираат 13 средни училишта во Скопје. Булеварот Христијан Тодоровски Карпош за 18 месеци треба да се изгради до Скопската обиколница. Турците најбројни туристи, а Скопје рамо до рамо со езерските туристички дестинации. Внимавајте, во Трубарево и Брњарци измами со набавка на дрва за огрев. Енергетско ефикасни фасади, санација на покриви, надворешна столарија, подови, електрика и грејење ќе добија 13 средни училишта во Скопје. Како што кажа градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов, вкупните средства се околу 60 милиони денари, а се обезбедени од пренамена на средствата од проектот Скопје 2014. Во Скопје 13 средни училишта ќе добијат енергетски ефикасни фасади во согласно со современите стандарди за рационализација и заштеда на електрична и топлинска енергија. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека реконструкцијата на постојните фасади на училиштата е во тек и се одвива во рамки на програмата за енергетска ефикасност на градските установи 2018-2020 и акцискиот план кој ги изготви град Скопје на почетокот на годинава. Покрај фасадите почна и реконструкцијата на покривите и надворешната столарија во училиштата каде е потребно. Градоначалникот Шилегов денеска беше во посета на средното училиште на град Скопје Јосип Броз Тито, каде во моментот се работи на довршување на работните активности. Во тек се реконструкциите на Јосип Броз Тито, Димитар Влахов, Орце Николов, Кочо Рацин, Никола Карев, Боро Петрушевски, Здравко Цветковски, Панче Арсовски, Сарај, Панче Караѓозов и Михајло Пупин. Поставувањето на енергетски ефикасни фасади во сите средни училишта подразбира огромни заштеди на енергија, а со тоа и значително помали трошоци. Најважно од се подразбира и значително намалување на аерозагадувањето. Градоначалникот Шилегов додаде дека деновиве градежни активности ќе почнати во средните училишта Марија Кири Склодовска и Цветан Димов. Овие училишта ќе добијат целосно нови фасади. Висината на вкупните средства за оваа намена изнесува речиси 60 милиони денари за вкупно 19 училишта кои ќе добијат енергетско ефикасни фасади, санација на покриви, надворешна столарија, подови, електрика и грејење. Дел од училиштата почнуваат и со адаптација на тоалети за лица со посебни потреби. Шилегов посочи дека овие средства се обезбедени со пренамена на средствата од криминалниот проект Скопје 2014. Булеварот Христијан Тодоровски Карпош ке продолжи да се гради до Скопската обиколница. Договорот за изградба во висина од над 125 милиони денари е подпишан со фирмата Пелагонија АД Гостивар, која треба за 18 месеци да го изгради булеварот до обиколницата. Од град Скопје информираат дека во моментов се работи на финиширање на одредени позиции и поврзување, како и вршење на приеми и добивање на дозволи и одобренија од соодветните надлежни институции за пуштање на првата фаза, поради која се создава метеж кај кружниот тек во Бутел. Револтот кај граѓаните кои се којдневно гравитираат кон општина Бутел се уште трае поради метежот во сообраќајот кој се прави кај кружниот тек во Бутел, како единствено поврзување на општината со центарот на градот, заради градежните работи на булеварот Христијан Тодоровски Карпош кој треба да се спои со Скопската обиколница. Оваа траса се гради уште од декември 2015 година, но неколку пати е прекинувана. Последен пат беше прекината поради тоа што во тој дел не можело да се изведуваат градежни инсталации, затоа што постоело можност да се доведе во сериозна опасност водоснабдувањето на граѓаните од овој дел на градот. Овој проблем со водоводот се реши и во моментов привршува изградбата на почетната фаза од оваа сообраќајница, на потегот од крстосницата со булеварот Босна и Херцеговина до улицата Натанаел Кучевишки. Од град Скопје за прва Скопска вела дека реализацијата на овој капитален проект е во завршна фаза и се очекува негово комплетирање во наредниот период. Најголемиот дел од градежните работи се завршени и во моментов се работи на финиширање на одредени позиции и поврзување, како и на вршење на приеми и добивање дозволи и одобренија од соодветните надлежни институции.
Како надополнување на првата фаза од проектот за пробивање на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, од град Скопје информираа дека деновиве беше подпишан договор за втората фаза од овој проект, поточно за поврзување на булеварот од крстосницата со улицата Натанаел Кучевишки до обиколницата. Во втората фаза ќе работи фирмата Пелагонија АД Гостивар, а договорот е во висина од 125 милиони 460.081 денар. Со ова се предвидува продолжување на булеварот до обиколницата со 6 коловозни ленти, велосипедски и пешачки патеки. Рокот за реализацијата на втората фаза е 18 месеци, пошто булеварот Христијан Тодоровски Карпош ќе може да се користи на целата траса од населбата Бутал 2 кон Скопската обиколница. Според најновите анализи се очекува оваа година земјата да ја посетат околу 1 милион туристи. Во однос на туристичките посети, Скопје се води рамо до рамо со езерските туристички дестинации. Многу често низ централното градско подрачје може да се забележат туристи што го обиколуваат градот со фотоапарати и видеокамери. Најновата анализа на Евростат покажува дека Македонија располага со околу 46.000 легла за сместување туристи, од кои 20.500 хотелски. Според истата анализа се очекува оваа година земјата да ја посетат околу 1 милион туристи, што и не е така мала бројка за Македонија. Во однос на туристичките посети, Скопје се води рамо до рамо со езерските туристички места. Многу е послаб интересот за македонските планински туристички места. Кога станува збор за Скопје, низ централното градско подрачје може да се забележат туристи што го обиколуваат градот со фотоапарати и видеокамери. Спомениците Војнот на конј и фонтаната, Триумфалната порта, спомен куќата на Мајка Тереза, Старата Скопска чаршија и другите знаменитости се повеќе ги привлекуваат туристите да ја посетат нашата метропола. Тоа покажува дека Скопје е туристичка атракција во регионот. Бројот на туристи во главниот град е во континуиран пораст, а турците, грците, албанците и србите најбројни туристи во Македонија. Она што ги привлекува туристите се и природните убавини и културно-историските споменици од различни временски периоди, како и современите градби. Градските власти во последните неколку години интензивно вложуваа во уредување и промоција на туристичките дестинации. За туристите подготвен е туристички материјал и мапи кои се достапни во туристичките бироа, а можат да се видат и во хотелите и туристичките агенции. Од туристичките агенции информираа дека тие неголемо внимание посветуваат за развој на туристичко-рекреативниот центар Матка, на паркот Газибаба и на парк Шумата Водно. Според многумина, најубавото катче во градот е кањон Матка, која изобилува со природна убавина, а таму може да се посети и пештерата Врело. Таа е најдлабоката подводна пештера на Балканот и втора најдлабока во Европа. Некогаш најголемата туристичка атракција во градот денес представува осамено напуштено место, но и покрај загаденоста на езерото, каде некогаш скопјани се капеа, треска е симпатична локација за прошетка. Во Скопје привлечна дестинација за туристите може да биде и зоолошката градина. Иако има одредени места кај кои е потребна дополнителна работа, сепак изгледа подобро од кога и да било досега. Од оваа сезона, туристичката понуда на Скопје е збогатена со новата рута на City Tour Bus, со цел да се презентираат сите убавини и културно-туристички дестинации. Решавање на проблемот со пукање со оружје и огномети за време на прославите и зачувување на јавниот ред и мир на територија на општина Бутал е целта на состанокот кој го одржа градоначалникот Велимир Смилевски заедно со представници на угостителските објекти и полициската станица Чаир. Општина Бутал и полициската станица Чаир заеднички ќе работат на зачувување на јавниот ред и мир во општината. За таа цел градоначалникот на општина Бутал Велимир Смилевски во соработка со командирот на полициската станица Чаир Саша Комненовиќ одржаа конструктивен состанок со сопствениците на угостителските објекти на територија на општина Бутал. Тема на која се дискутираше на состанокот беше незаконското пукање од огнено оружје и огномети за време на прославите во летниот период. На овој состанок договорена е заедничка соработка за решавање на оваа појава, се со цел избегнување на несакани несреќи и зачувување на јавниот ред и мир на територија на општина Бутал.
Играме бадминтон е насловен новиот проект на Општина Аеродром и Бадминтон Федерацијата на Македонија, кој има за цел оваа спортска содржина да ја внесе во основните училишта. Бесплатната обука за тренерите ќе трае од 22 до 28 август, пошто ќе добијат сертификат за тренери по бадминтон. Општина Аеродром и Бадминтон Федерацијата на Македонија започнуваат заеднички проект Играме бадминтон. Како што соопштуваат од општината, овој проект ги вклучува наставниците по физичко образование, како и сите заинтересирани жители на општина Аеродром што имаат завршено или се уште студираат на факултетот за физичка култура. Обуката, која е бесплатна, ќе се спроведе во период од 22 до 28 август, од 9 до 12 часот во едно од основните училишта на територија на општината, под водство на тренер, односно инструктор, што ќе го определи Бадминтон Федерацијата на Македонија. По завршување на обуката, сите наставници ќе добијат сертификат за тренер по бадминтон основно ниво, со што ќе бидат оспособени самостојно да работат со ученици од своите училишта. Целта на овој проект, кој вклучува и втор дел, е да се внесе нова спортска содржина за жителите на општина Аеродром од сите возрасти. Со почетокот на новата учебна година се планира веќе обучените наставници да го вклучат бадминтонот во своите програми и да формираат секции или клубови во рамки на училишните спортски клубови, информираат од општина Аеродром. Со повик на дежурните телефонски броеви 078 230 943 и 076 381 762 може да пријавите лица и семејства во ризик. Апел до граѓаните да ги пријавуваат овие лица упатува меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје за да спречат евентуални злоупотреби. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје апелира до граѓаните да го контактираат центарот секогаш кога ќе добијат информација дека е потребна помош и поддршка на некое лице или семејство во ризик. Со пријавувањето на овие случаи, граѓаните можат заеднички со институциите ефикасно да делуваат при обезбедување помош, но и да спречат евентуални злоупотреби, се наведува во апелот од центарот. Во соопштението се наведува исто така дека пријавите ги разгледува специјализиран тим формиран минатата година. Тимот постапува по итни предмети од ранливи категории на корисници на права и услуги во надлежност на меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје. Специјализираниот тим е во функција 24/7, односно е задолжен за вршење итни увиди во било кое време на денот и во текот на викендите. Тимот постапува по примен повик на дежурните телефонски броеви 078 230 943 и 076 381 762. Граѓанската асоцијација МОСТ апелира до граѓаните да ги проверат своите податоци во избирачкиот список за предстојниот референдум. Оттаму исто така посочуваат дека граѓаните ќе можат да пријавуваат и нерегуларности на бесплатната телефонска линија 080 080 080. Граѓанската асоцијација МОСТ денеска ги повика граѓаните да ги проверат своите податоци во избирачкиот список во подрачните канцеларии на Државната изборна комисија, како и на интернет страницата избирачкисписок.gov.mk. Увидот во избирачкиот список за предстојниот референдум трае до 23 август. Од МОСТ информираат дека како и на сите изборни процеси, на бесплатната телефонска линија 080 080 080, граѓаните ќе можат да пријавуваат евентуални нерегуларности поврзани со референдумот. Оваа активност, како што наведуваат од асоциацијата, представува надоврзување на досегашните активности, со што МОСТ се надева дека ќе даде придонес кон обезбедување на повисоко ниво на транспарентност на целокупниот референдумски процес. На само еден месец до почетокот на 39-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, кој ќе се одржи од 22 до 29 септември во Битола, подготовките влегуваат во својата завршница. И на овој фестивал публиката може да очекува исклучително квалитетна филмска програма и големи имиња на светската кинематографија, кои ќе бидат гости во Битола.
Квалитетна филмска програма и познати имиња на светската кинематографија се очекуваат на 39-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, кој ќе се одржи од 22 до 29 септември во Битола, а чии подготовки влегуваат во својата завршница. Од Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки соопштија дека годинава ќе има 14 програми, а проширен е и кругот на селектори кои ги обликуваат програмите. Новина е програмата Филмски класици Полноќен јавач, која вклучува филмови од светската филмска антологија, за кој помладата генерација има можеби само слушнато или прочитано, а која за публиката ќе понуди 4 филма од хорор жанрот во полноќните фестивалски часови. Во главната програма пак се вклучени најновите филмски продукции на големите мајстори на филмската фотографија. Оваа година фокусот ќе биде ставен на студентската програма. Годинава ќе има студенти од 15 филмски академии, најмногу досега од почетокот на основањето на фестивалот, а тие доаѓаат со свој филмови, по чии проекции ќе има дискусии и разговори. За студентите се подготвуваат и средби со филмските автори, кои со нив ќе ги споделат своите искуства. Граѓаните да бидат многу внимателни при купување дрва за огрев, затоа што постојат измамници кои досега на ист начин измамиле неколку граѓани, кои останале и без пари и без дрва. Последните измами се случиле во Отрубарево и Брњарци. Две лица се измамени во врска со дрва за огрев. На двете лица им било ветено дека ќе добијат дрва, а откако ги платиле парите, останале и без пари и без дрва. Едниот случај е во Трубарево, а другиот во Брњарци. Во Трубарево вчера околу 14 часот од страна на непознато лице извршена му е измама, при што му биле одземени 200 евра. Оштетениот граѓанин му кажал на сторителот дека сака да купи дрва од него, но сака прво да ги види. Тие се упатиле кон камионот каде што се наоѓале дрвата. Во меѓувреме сторителот се вратил во домот на оштетениот и од сопругата одзел 200 евра со изговор дека така кажал незиниот сопруг, пошто заминал во непознат правец. Жителка на Брњарци пак завчера во времето од 12 до 13 часот била измамена од страна на непознато лице, при што и биле одземени 5000 денари. Измамата извршена од страна на непознато лице на тој начин што жената му дала пари за да и донесе огревно дрво и откако и рекол дека веднаш ќе ги донесе дрвата, заминал во непознат правец. Полицијата работи на расчистување на случајот, но граѓаните треба да бидат многу внимателни и да не наседнуваат на вакви изговори, затоа што ова не се единствените случаи на измама со дрва за огрев. Пред известно време на истиот начин беа извршени неколку измами. За време на викендот ќе имаме стабилно и суво време, а од понеделник ќе настапи нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Од управата за хидрометеоролошки работи соопштуваат дека до недела е можна локална појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Во Скопје времето утре ќе биде сончево со температура до 33 степени. Температура до 33 степени ќе имаме и в сабота, а недела и понеделник 32 степени. Уште една информација за крај. Утре од 11 до 13 часот без струја ќе останат корисниците на дел од селото Добридол, општина Сопиште. А од 8 до 9:30 часот без електрична енергија ќе бидат корисниците на делови од улиците Наум Нумовски, Борче, Орце Николов, Ленинова, Антонije Грубишиќ, улица 309, улица Коле Неделковски и сите стопански и нестопански објекти на овие улици, како и дел од улицата Ѓуро Ѓаковиќ во општина Центар. Тоа беше и последната информација за денеска. Ви благодарам на вниманието. А повеќе информации може да најдете на нашата веб страна и Facebook фан страната. Имајте пријатна вечер.